Почитувани гледачи на КН телевизија, вие го гледате спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Спортот во Македонија, па и во целиот свет, се уште е во прекин поради пандемијата на COVID-19, односно познат меѓу народот како коронавирус. Спортски активности речиси никаде да нема, во Европа единствено активни се во Белорусија. Фудбалското првенство се игра таму со присуство на публика, ракометното првенство е без присуство на публика, меѓутоа се уште одолеваат на предизвикот наречен коронавирус. Најново во фудбалскиот свет е тоа што започна и првенството на Таџикистан и таму се игра фудбал. Меѓутоа, она што ние го следиме во Македонија, нашите првенства, големите првенства фудбалски од големата петка се во застој и се уште нема информација, ниту пак најава кога би продолжиле и дали воопшто би продолжиле првенствата. Изминатата седмица УЕФА имаше уште една видеоконференција со сите 55 членки, на кои беа донесени неколку заклучоци, меѓутоа сето тоа е многу нејасно, без конкретни датуми. Најавено е дека сезоната ќе трае до крајот на август, додека наредната сезона 2020-2021 ќе доцни и би започнала некаде после октомври оваа година. Репрезентативните надпревари се сите одложени. Македонија Косово, иако беше закажана за 4 јуни, после првото одложување, сега е одложена за септември, во периодот помеѓу 3 и 8 септември, меѓутоа се уште нема конкретен датум, дали надпреварите би се играле со публика или без публика и слично. Како во фудбалот, состојбата е таква и во останатите спортови, веќе знаете, олимписките игри се исто така одложени. Во Македонија одбојкарското првенство е прекинато на 12 март, а Европската одбојкарска федерација, односно ЦЕФ, ги одложи и сите меѓународни надпреварувања, одложена и Златната Европска лига, каде што требаше да дебитира македонската репрезентација, а беше планирано да започне во месец мај. Токму одбојката ќе биде и тема на денешниот спортски преглед. Со нас е поранешниот одбојкарски репрезентативец, а моментално тренер и играч на одбојкарскиот клуб Универзитет Тетово, Дејан Симовски, или како што го знаете, Бела. Дејан, ти благодарам што прифати да дојдеш и би сакал разговорот да го почнеме од крајот. Првенството беше прекинато на 12 март, последниот надпревар што го одигравте беше на гостински терен против Вардар. За многумина сензационална победа од 3:2 му го нанесовте првиот пораз на Вардар, меѓутоа за нас кои што редовно ве следиме, тоа и не беше некое големо изненадување, бидејќи Универзитет Тетово направи една одлична екипа, конкурентна екипа која што требаше да се замеша во самиот врв на борбата и за шампионската титула и за Купот на Македонија. Како си задоволен од тоа што го одигравте вие, не само против Вардар, него воопшто во пролетниот дел, од како ги донесовте оние странски засилувања? Овака, добар ден на сите гледачи. Најпрво, би започнал од почеток на сезоната. Можам да кажам дека сум задоволен со кадарот што го имав, играчкиот кадар, професионални и полупрофесионални, мешавина збирна играчи. Завршивме на 4-та позиција, многу близко до вториот, со два бода само. Али добро, првиот дел увек како што е, битно е да влезеш во првите 6, па после се надигруваш. Вториот дел решивме доста да се појачаме, како што и имавме претходно интервјуа и разно. Земавме играч од Црна Гора, од Колумбија, од Косово и двајца репрезентативци од Скопје. Едниот од Вардар, едниот ни дојде од Франција, од Амиенс, кој го прекина договорот и ни се приклучи нас. Добро, многу ми напише сензација. Не би рекол дека е сензација, затоа што според имињата на играчите, ние бевме едни од главните конкуренти за титулата. Имавме мал хендикеп што немавме пријателски надпревари. Долго време тражев, јас лично и останатите со мене у клубот. Не издвоивме ниту еден.
почнавме лесно во првенството, затоа што имавме лесен распоред, али тоа малку беше и пречка што немавме појаки надпревари пријателски за да видиме правата слика со Вардар на гостински терен, но мислам дека добро се справивме. 1-0 за нас, па они направија 2-1, 2-2, после во тајбрек на нивна разлика, мислам дека беше 10-6 нешто, ние ги стигнавме и победивме 15-12. Секако дека Вардар беше сериозен предизвик за нас и мерило до кај сме ние со нашите тренинзи и подготовки за понатака, пошто од тој момент нас ни почнуваше више сезоната се потешка и потешка. Имавме мал хендикеп исто со една повреда на Црногорецот, кај што брзо ја саниравме и тоа му беше прва утакмица баш против Вардар, но мислам дека добро се справи. За нас голема победа, затоа што почнавме да се приближуваме више до второто место. Но многу битно за понатака, кога би се играло плей-оф, например, тоа е многу битно за да си почнеш после на домашен терен. Се чини дека првенството се прекина во најлош момент за вас. Кога влегувавте во најголемата, најдобрата форма, ете кажавме победа против Вардар на гостински терен, првенството се прекина. Како ова ќе се одрази на? Баш така како што кажавте, во најлош период се одложи. Токму ја очекувавме после Вардар Струмица на домашен терен, кај што тука, како што реков, го преземаме второто место и уште еден тест дали сме ние више подготвени за врвот и за освојување. Но се деси тоа што се деси со вирусот, со COVID-19 и тука застана се до овој момент. Да, веќе 20 и некој ден, цели 3 недели. Да. Нема одбојка, нема со тоа ни тренинзи. Кажавме, донесовте неколку квалитетни странци. Што е со странците во овој момент? Каде се ти? Па вака, странците, најпрво, од која дознавме дека ситуацијата иде се полошо и полошо, дека првенството ќе биде одложено на подолг период, најпрво го пуштивме дома играчот од Косово, бидејќи најблиско тука и најбрзо успеавме да реализираме тоа. После недела дена го пуштивме и Црногорецот. Организирано преку амбасади од тука со Црна Гора, организиран превоз го земаа од Тетово и продолжија до местото. Колумбиецот моментално не е тука. За него е малку по-комплицирано. Нема летови, нашиот аеродром е затворен, нивниот аеродром исто затворен. Моментално немаме никаква опција да го вратиме назад и он ќе биде со нас додека све не стивне оваа ситуација. Како тој како странец тука во Тетово се справува со оваа ситуација? Проблем е, секако дека е проблем, но му обезбедуваме стан нормално со платени сметки, храна, да може човекот да живе нормално. Проблем е и за него. Интернет, да, обавезно. Проблем е и за него, но малку е олеснително за нас, затоа што човекот е од Колумбија, па вајда тамошните услови и овдешните, нашите се, да речем, подобри и човекот е добар, мислим, разумен човек. Така да. Што ќе се случи сега со странците? Еве кажавме, Адријатик и Владимир Бојч се вратија дома, колумбиецот мина е тука. Меѓутоа, што ако продолжи првенството? Што е со странците? Сега тука е исто проблем што е малку и неразјаснета ситуацијата, затоа што ако продолжи првенството, да речеме, у јуни или крај на мај, како што
веќе има некоја си информација, можно е да се продолжи, ќе биде проблем затоа што странците нас ни се лиценцирани до 15 мај. Првенството беше предвидено да заврши до 15 мај поради настапите на репрезентациите во Европската лига. Така. Сега, во случај ако се продолжи, бидејќи сегде на глобално ниво е застојот, може да има продолжување на тие сертификати, да кажеме. Би биле среќни ако се деси тоа, но има уште еден проблем што, нели како што кажа државните органи, како што кажа, ако се излезе од државата после 3 месеци не може да се влезе. Ние веќе двајца од странците ни се веќе дома, така да мислим дека би било за нас проблем. Што мислиш дека е најдобро решение во ситуацијава околу првенството? Купот мислам дека не ни започна или се одигра само едно коло. Што мислиш дека треба да се направи со првенството? Па мое мислење убаво е да се доврши. Убаво е да се доврши. Ете, иако нас ни одговара или не ни одговара, ќе направиме напори ако има некаква си опција да ги вратиме назад играчите. Убаво е да се доврши, да се комплетира сезоната. Купот, да, како што кажавте, се изигра само едно коло, четврт финале. Тоа е фактички, да речеме, не е ни на пола. Ако случајно се прекинува, според мене, е добро да се прекине и да нема никаков победник. Да се поништи сезоната. Според мене тоа би било најдобро, затоа што сезоната сега само што започна. Плеофот, на крај крајава плеофот е побитната ствар. Ние те кренавме, например, добро, но се деси што се деси. Сметаш дека ќе биде фер Вардар да биде прогласен за шампион, а вие во последното коло што се одигра го победивте на гости? Па според мене нема причина Вардар да биде шампион. Лично според мене, моје искуство, нема причина. Затоа што, како што кажавме, не сме ни на пола, а да биде шампион, тоа би било, мислим, немаме ништо против, него ситуацијата би била, не знам, за мене некоректна, не фер. Што е подобро, да се поништи скроз првенството како што кажа, или да продолжи првенството, па макар било тоа и во јуни и во јули месец, и со тоа би се опторетиле уште повеќе клубовите со исплаќање на плати, значи играчите ти мора да ги држиш, еве кажавме Мина од Колумбија тука. Да. Значи покрај стан, хранарина и слично мора да земе и плата човекот. Што е подобро, да се поништи скроз и да кажеме оваа сезона заврши, продолжуваме во септември, октомври месец, или пак да чекаме до крај, па ако треба да се одигра и во јуни и во јули? Па вака сега, тука има две страни. Ако зборувам од страната на тренер, подобро е да се заврши и да се намалат трошковите, па здравје од следната сезона да се крене од почеток. Но, ако зборувам од играчки аспект, за мене и за останатите играчи, подобро е да се продолжи. Да се продолжи, да се доврши, како така, ако има некоја федерацијата, некој план, се напоменува некој турнирски или пролонгирано, не знам, некој нивни план, ако има таква опција да се одигра, па ете сега, на клубот ќе биде додатен товар, но играчите да си наплатат своите договори, да си го изиграат своето, например, и да си ги наплатат своите договори да не бидат оштетени. Минатата седмица гостин во телефонски разговор во регионалните вести на КМ телевизија беше генералниот секретар на Одбојкарската федерација Зоран Карановиќ. Според разговорот со него се уште нема ништо конкретно. Значи Одбојкарската федерација има некои размислувања, меѓутоа како што кажа Карановиќ, се уште е многу рано и ќе се очекаме да видиме што ќе одлучи прво Европската федерација ЦЕФ, па потоа и ние да преземеме некои активности. Меѓутоа, веројатно е добро тоа што Златната одбојкарска лига се одложи, па ќе може и сезоната да биде продолжена, кажа дека одбојкарите имаат сертификати до 15 мај. Истото е проблем и во фудбалот, меѓутоа ФИФА и УЕФА кажаа дека автоматски договорите
ќе им се продолжат на играчите за 1 месец или 2 месеци, во зависно колку ќе има потреба да заврши првенството, ќе бидат автоматски продолжени, се со цел да може да се заврши првенството, па веројатно единственото оптоварување на клубовите ќе биде од финансиски оддел, каде што ќе мора малку подолго да се плаќаат играчите. Кога ја споменавме репрезентацијата, Златната лига е одложена, а потоа ни следуваат квалификации за Европско првенство. Веќе еднаш настапивме на Европско првенство минатата година. Овие квалификации се паднавме во група со Данска, Турција и Босна и Херцеговина. Да. Што мислиш како оваа пауза ќе се одрази на репрезентативците? Ако и да се прекине првенството и да продолжи, веројатно ќе им треба многу подолг период за да се подготват за тие квалификации. Така. Оваа пауза секако дека влие негативно на сите. Не само за домашните тука. Ние имаме, речи си, целата прва постава на репрезентација играат надвор, по земјите. И речи си се моментално сите дома, поради оваа ситуација. Индивидуални работи дома, трчање или како што објавуваме видеа во соба, убаво е, све тоа убаво е, да се има активности, но не е доволно за таков калибар на надпревари за квалификации. Мислим дека ќе биде голем проблем. И ќе има голем недостаток понатак. Ќе треба многу поише, да не кажам во дупло се да се работи, да се прави, за да доеме пак до тие посакувани резултати. Што мислиш, какви ни се шансите во оваа група со Турција, Данска и Босна и Херцеговина? Одат првите две и мислам дека 4 најдобро трето пласирани. Па вака, со Данска, лично и јас имам неколку искуства. Стално сме завршувале во позитивен епилог, стално сме биле победници. Мислам дека не би требало да има проблем. Како што видовме минатата сезона, дечките спремни, добро, убаво покаже квалитет, мислам дека не би требало да има проблем. Со Босна исто така, мислам дека треба да ги добиеме. Турција како Турција, ќе пробаме. На Европското првенство речи си ги имавме, па ги испуштивме. Зашто да не? Вреди да се изигра. Турција ни е голем должник од Европското првенство, но последен надпревар со Финска, мислам. Со Финска, да, так. Мислам дека и може и таму, ако не зашто да не, да се победи Турција и да пак да се пласираме. Според ова што го кажуваш, Македонија би требало без проблем да обезбеди пласман на Европско првенство. Па мислам. Ако бидеме подобро и од Данска и од Босна и Херцеговина, автоматски сме втори. Мислам. Не можам да кажам со сигурност, ама од моите искуства претходно данците дали вака дали така ние стално сме ги победувале. Босанците исто, па ќе видиме. Според она што го одигравме на Европското првенство минатата година, што може да заклучиме од тие надпревари? Прв пат се виде дека сме прв пат на такво големо надпреварување, кај што ги имавме и финците во рака и ги испуштивме. Потоа и турците пак исто ни се деси. Па потоа направивме на голема победа на Словенија, на многу појак противник од останатите. Подосна и финалист на Европското првенство. Така. Како идеше надпревар од надпревар, се подобро и подобро. Но тоа надпреварување е така. Секој ден надпревар, што направиш. Меѓутоа, ако е така како што велиш дека од надпревар беше се подобро, дали имаше грешка можеби во темпирањето на формата? Па не би рекол грешка во темпирањето на формата, затоа што ипак сите од целата репрезентација прв пат се надпреварува во такво големо надпреварање и нормално е да има таков почеток. Па после како ја сваќаат големината на такмичењето, беше дебютант иде, и веројатно искуството си го стори. Тоа беше според мене поголемиот проблем. Да. Сега ти си
ќе речем слободно главен играч на Универзитет Тетово. Твојот брат Јовица Симовски Гума е главен играч на Вардар. И сега главните играчи на двата најквалитетни клубови во Македонија не се повикани во репрезентација. Не ве повикува селекторот или вие се откажавте од националниот дрес? Па вака, минатата сезона имавме повик, но разговаравме и со селекторот, и со капитенот, со останатите, ако има опција да не ослободат. Разговаравме доста на таа тема и се сложивме онака фер и коректно да, што се вика, да останеме дома, да ги, пошто тоа ипак е процес, голем процес е. Да, треба многу време да бидеш одсутен. Многу е време, подготовки. Така, а во моментов ние не можеме да одговориме на тоа. Може да се надеваме дека ќе ве видиме во, можеби во квалификациите или наредната сезона во некој друг циклус? Па лично за мене не. Лично за мене не, скроз се повлекувам од тоа. За брат ми не знам. Треба да кажем. Да, не можам да гарантирам, али лично за мене не. Тоа, тие големи надпреварања доволно е за мене. Сега полека се насочувам на тренерска, после играчка тренерска кариера, така да може понатака, но некаде од страна или во стручен штаб да се надградувам да сега во минатото одбојкарската репрезентација беше еден спој на тетовски и струмички одбојкари. Во моментов во репрезентацијата нема ниту еден тетовски играч. Значи вие бевте последните што настапивте за репрезентација. Така. Претходно се простиот репрезентацијата и Зоран Ѓорѓевски, имаше и ред други. Што е причината што немаме тетовски одбојкари во репрезентација и дали во скоро време може да очекуваме повторно да видиме некој тетовец да заигра за македонската одбојкарска репрезентација? Причината е јасна. Одамна се запоставени школите. Фали млад кадар тука. Затоа, како што кажав, сега полека се префрам на тренерската обврска и планот ми е да почнам да работам со млади, али машки. Во Тетово има, например, доста млади, али сите се женски екипи. Планот ми е така. За скоро не можам да кажам за скоро дека ќе има, али ќе има. За некој, да речем, 4 до 5 години ќе има тетовчани. А за скоро не е за тоа што јасна ми е целата ситуација, сите школи ги знам, нема доволно уште кадар за репрезентација. Во репрезентација нема да ве видиме, меѓутоа јас се надевам дека ако првенството се доигра, ќе видиме барем еден братски дуел во финалето и трофејот сигурно дека ќе заврши во семејството Симовски. Сега дали ќе биде кај Јовица или кај Дејан, тоа станува да видиме, ако воопшто и се одигра првенството, ако не се одигра, може догодина да ве видиме во иста екипа двајцата? Па може, зашто да не? Во Вардар или во универзитет? Па во универзитет. Затоа што плановите ми се на подолгорочно тамо и како што кажав, тренер, играч, малку и се советуваат со мене во управа, така да може да му понудиме договор и кај нас. Како што беше минатата сезона, он почна кај нас, само еден надпревар, после замина во Либан. Можно е, се е можно. Дејан, ти благодарам за гостувањето. Се надевам дека ќе имаме прилика повторно да поразговараме за одбојката и за репрезентација, па и за некој трофеј на екипата на Универзитет Тетово. Да, сигурно ќе разговараме. Фала ви на вас. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со Дејан Симовски Бела, поранешен македонски одбојкарски репрезентативец, а моментално тренер и играч на одбојкарскиот клуб Универзитет Тетово. Вие останете дома, чувајте го своето здравје и сочекајте наскоро да се отворат обложувалниците за да можете да ги уплатите вашите добитни тикети во спортските обложувалници Евротип.
Довидување до следниот понеделник.